Во овој момент ќе реализираме нашата рубрика Будење. Утрово ќе се пробудиме и вас ќе на некој начин ќе ве пробудиме заедно со нашата денешна соговорничка утрово, а поточно не ни е една, туку се две соговорнички. Ирина Атанаскова, познат тату артист во нашата земја или веројатно многумина од оние кои што ги сакаат тетоважите ја препознаваат како Ина Nameless. Ина, добро утро. Добро утро. Само да упатиме поздрав до мама и до кога? До Надија. До Надија. Да, веројатно Ирина не ти е проблем во овие рани утрински часови да зборуваш, со оглед на тоа што веќе си мама по втор пат и Надија веројатно е твојот прв аларм, само ќе ни кажеш во колку часот? Овој пат јас ја разбудив неа, иначе не станува волку рано, спие дока е 8 сати. А зошто ја разбуди? Да ја Ме видиме. случна како се спрема. Добро, добро. Да, веројатно и Надја сака да не поздрави и нас и гледачите на утринска на Телма и добро што еве имаме ваков на вистина еден од најубавите утрински поздрави, а веројатно и најубавото утринско друштво. И она кое што нели го велиме за мајките, особено во овој период или во оваа фаза е дека не знаеме ни што е ден, ни што е ноќ, ни кога започнал денот, ни кога завршил, кога сме станали, кога сме легнале. Дали Надја е од оние послушни бебиња кои што врзуваат сон во текот на ноќта или има така различни периоди на спиење и станување? Страх ми е да кажам, секогаш кога ја кажам супер ова дете, некогаш нешто се менува, меѓутоа стварно си е многу мирна и се спие на вечер, така што не можам да се пожалам. Да, толку веќе не збориме, Ирина, за тоа. И ние од искуство знаеме како да работите, кога нешто е добро и ако го збориме, може малку да се промени. Ајде вака, ќе се префрлиме на некои други работи. Ти споменав и кога се договаравме, ова ни е рубрика во која што сакаме да ги доловиме утрата на различни личности кои што сакаме да ги вклучиме во нашата рубрика. Веројатно, животот ти се променил откако си мајка и не знам дали можеби откако стана мајка ги засака и раните утра и моментите кога можеш нели да украдеш и некоја минута сама со себе во тишина или од секогаш беше по она рано станување? Или можеби тогаш не си била, не знам. Мислам дека тоа ми беше најголем најголемо сменување во мојот живот кога добив деца, затоа што не сум човек што ги сака раните утра. Ние обично почнувавме на работа во 11-12 часа, така што никогаш не сум се брзала од Сабајле, а сега што попрво од Сабајле, еве сега уште малце ќе се будиме со другото за во градинка. Гледам да испијам кафе пред да почнеме со денот, така што се навикнувам уште на рано утро, можам да кажем. Да. Велиш ќе го разбудите и второто дете, со оглед на тоа што треба нели да започнат обврските за во градинка. Ирина, оние кои што те пратат по социјалните мрежи знаат дека не мируваш кога е работата во прашање. Па како еве сега додека си на некој начин на породилно успеваш да ги комплетираш две или да ги надополниш? Дали се уште сакаш да си активна и кога е тетовирањето во прашање или можеби и те цртањето, бидејќи погледнавме дел од твоите книги кои што ги имаш создадено? Да, мислам дека не се чувствувам скроз како да сум на породилно, затоа што цело време правам нешто. Одам и до студио секој ден, гледам да сликам секое време и 5 минути да имам, гледам да ги искористам некако за да можам и јас самата нешто да направам, да речам за себе, меѓутоа да креирам нешто и да сликам или да цртам, затоа што тоа ме прави да се чувствувам убаво. И гледам некако да си го организирам времето да си најдам простори за тие работи се уште. Ирина, тетоважите, ако зборуваме за тетоважите, нели се разбира како еден дел од твојот живот или оно кое што го работиш како артист, речи си секогаш се во мода, како во светот, па така и кај нас, и во постојат и модни трендови кај тетоважите, поточно, веројатно изборот на тетоважа најчесто е и лична желба, но секогаш кога се работи со луѓето имаат и различни желби, некои се перфекционисти, некои имаат една замисла, па можеби нели сакаат да го добијат тоа буквално така, значи различни искуства. Прашањето ми е како и на кој начин е со оглед на твоето долгогодишно искуство како тату артист
како некој кој што е професионален во таа работа, се снаоѓаш токму во тој дел, во таа комуникација со клиентите и во она што го бараат, да се погоди буквално нивната желба и на крајот да бидат задоволни? Дефинитивно тоа може да биде предизвик, како да со различни луѓе да добиете секогаш добар резултат односно на тоа тие што го сакале, меѓутоа мене ми е, мислам дека тоа е најинтересниот дел од работата, затоа што е најголемиот предизвик од се, затоа што не е само она ти што го креираш тебе се допаѓа, туку треба и на човекот кој што ќе го носи по тоа цел живот, нели, да се погоди да му се свиѓа, да се објасните, така што не знам, мене ми е многу интересно да комуницирам и да слушам различни приказни, нели, додека се тетовираат сите правиме муабет што размислуваат и многу ми е интересно секој ден да слушам различни мислења, различни приказни од луѓето. Да, Ирина, вие сте често со сопругот на релација Скопје-Лондон и веројатно имате, нели, искуство и со тамошните клиенти, па можеш да направиш некоја паралела како размислуваат ете можеби светските клиенти кои што во Лондон, бидејќи тоа е земја на различни нации, и Македонија? Па, јас искрено мислам дека ќе биде нешто различно. Меѓутоа, освен што јазикот е различен, мислам дека луѓето се секаде исти, секаде има исти желби, исти работи им се случуваат. Мислам дека нема некоја зачудувачки немаше разлика. Мислам ние сме работеле не само во Лондон, туку еве пред имаме деца доста патувавме како гест артисти, нели, како гости на некако во други држави и едноставно секаде веќе истата комуникација, истиот процес за тетовирање, така што единствена разлика можеби има во стандардот и во цените кои што таму ги имат татуажи или кај нас, така? Да, дефинитивно. Да. Ирина, на дел од фотографиите кои што ги погледнавме пред малку се и твоите книги кои што најчесто се посветени, нели, за децата. Тоа веројатно и откако стана мајка и родител, многу повеќе можеби сакаш да посветиш внимание и на тоа да, нели, секој детенце има добро четиво во текот на денот или за предспиење, особено па ако тоа четиво е надополнето со одлични илустрации како што тоа умееш да го правиш ти. Има ли во најава некакво ново дело кое што може да го очекуваат гледачите? Па вака, последното дело таа боите на виножитото ја завршив со цртање баш пред да се поредам. Мислам дека фајловите што од болница ги праќат. Сега работам на нова сликовница, меѓутоа оваа е малку подолга и ми е авторска и мислам дека ќе ми треба малку повеќе време да ја завршам, ама до сега ми е најомилена, така што се надевам дека ќе им се допадне на тие што ќе ја читаат. Нешто да ни откриеш околу тематиката, велиш авторска, нешто ќе биде вашиот живот или автор во смисла на тоа дека твои ќе бидат илустрациите и текстот и целата приказна? Да, авторска бидејќи ќе биде овој пат и текстот мој, меѓутоа да полична е и сакам да ја посветам да биде сликовница, меѓутоа да биде и за возрастни, затоа што никогаш нема сликовници за возрастни, а ние возрастните баш живееме да ги читаме сликовниците за деца, така што сакав да работам некоја тема која што ќе ги допре и возрастните. Да, Ирина, нема да те задржуваме уште многу со оглед на тоа што Надја слушаме во позадина, утрински расположена. Имаме time time. Си ужива. Одлично. Уште еве едно или две прашања до крај во смисла на сликовниците и тетовирањето, поточно што е она кое што може, ако може и да се одговори конкретно, ти исполнува повеќе и за двете работи станува збор за креирање и за, нели, она кое што талентот сам по себе си го прави, но што тебе повеќе ти исполнува во тој смисол? Па, мислам дека двете работи се надополнуваат, затоа што само сватев дека не можам само еден медиум да работам цело време. Кога ќе станам презаситена од еден медиум, потоа менувам на друг, па на трет, така си ја барам инспирацијата, така што ако премногу тетовирам, потоа сакам да
се сменам и да цртам или да цртам на платно. Мислам дека не би можела да одберам еден, меѓутоа не би можела да работам само еден медиум. Мислам дека сите заедно се дополнуваат. Да, Одлично. Ирина, видовме дека си со кафе во рака, на здравје кафе, се Да. надваме прва во текот за утрово, така? Да. Да, но на колку кафења остануваш во текот на денот, со оглед на тоа што нели денот стартува сега рано, а до крајот има уште многу активности? Да, бидејќи дојам, гледам да пијам едно кофеинско кафе само од Сабајла, а потоа следните да бидат безкофеински. Безкофеински. Да. Да. Супер. Како преферираш да го поминуваш времето додека сте во Скопје со твоите деца, што најчесто ве прави среќни? Гледаме секој ден да излеземе надвор, тоа ми е приоритет за децава, да не бидат внатре, така што какво и да е времето, освен еве ако врна. Гледаме. Па добро, ма веројатно во Лондон многу почесто е дожд, па функционирате таму, така? Да. Таму и во градинка некако додека одеше Марин и да врне и да вее секогаш надвор, така што тоа многу ми се допаѓа. Децата се најсреќни надвор, така што гледаме секој ден да сме надвор и тоа, се шетаме. Си уживате. Одлично. Знаеме дека за децата најдобро е надвор или најдобро е во природа, во било какви временски услови се разбира и уживањето заеднички со семејството всушност е и најголемото задоволство. Ирина, ти благодариме што еве денеска беше дел од утринското будење и ти посакуваме уште многу вакви убави моменти, но се разбира и она кое што го имаш за воиднината како цел во твојата кариера. Ви благодарам што ме поканивте во оваа рубрика да ви бидам гостин. Фала ти многу, Ирина. Уживај си со Надја. Време и за будење на Марин, да не се задоцнени со подготовките за во градинка, бидејќи со тодлерче знае нели малку да е по-специфично спремањето. Уживај во овие навистина моменти кои што се безценети, кои што навистина многу кратко траат и брзо поминуваат, така што навистина е ретка можност како мама да си уживаш во овој момент сега. Те поздравуваме и Убав ден. убав ден. Чао. Чао. Чао, чао.